Значи, се уште ни е во фокусот на вниманието онаа вера жива и спасоносна вера, со која што нели видовме дека имал проблеми Аврам, и му биле потребни години, затоа што таквата вера не му е природна на човечкото срце и мора да ја научи, и тоа најдобар учител за тоа е самиот Бог во тој процес на учење. Инаку таа вера е Божи дар, како и многу други благослови што Господ му ги дава на својот народ. Ето што пишува во, значи, ќе читаме доста цитати од пред се од патот кон Христа, но има нешто и од копнежот на вековите. Ова е патот кон Христа. Таму каде што постои не само верување во Божјето Слово, туку и прифаќање на Неговата волја, каде што срцето му се подчинило нему, чувствата се насочиле кон него, таму е верата. Верата која работи низ љубовта и ја чисти душата. Тоа е таа жива вера. И те работи, постојано активна. Со таа вера во срцето се обновува Божиот лик, а срцето кое во својата непрепородена состојба не се подчинувало на Божиот закон, а и не можело, видовме од Римјаните, сега ужива во неговите свети прописи, извикувајќи заедно со псалмистот Давид од 119 псалм 97 стих: колку го љубам твојот закон, по цел ден мислам за него. Значи, потребно е да посветиме повеќе време на проучување на оваа вера, затоа е би рекол трето предавање во тој правец. И подобро место, верувајте, за тоа нема од книгата Патот кон Христа. На темата оправдување со вера, јас велам, може би на човека му е доволен Новиот Завет, пред се Римјаните, Галатјаните, меѓутоа, ајде, ќе каже некој, ете, ако е малку така почетник, малку се и тешки за разбирање овие посланија, но Патот кон Христа е едноставна, мала книга која што може да се прочита буквално во еден ден, за неколку часа, и токму таму е објаснет целиот тој процес. И токму од 6-то поглавје, под наслов Вера и прифаќање, буквално ќе го видиме тој процес во првите неколку 2-3 страни од таа глава, од тоа поглавје. Ако не, можеби не се сеќавате, но што тука ќе биде кажано, прочитајте си ги тие 2-3 страни од Вера и прифаќање. Значи, од Патот кон Христа. Предходните 5 глави, пред таа 6-та глава, ги опишуваат предходните 4, кои што веќе ги опфативме, значи, во досегашното проучување, како што е познавањето на Бога, осведочувањето на душата, покајанието, признавањето. И сега сме кај верата. Првиот пасус од таа глава токму го прави една рекапитулација на она што веќе го покривме, значи, низ предходните проучувања. Видите што вели Елен Вајт. Кога Светиот Дух, така почнува главата, кога Светиот Дух ќе ја разбуди вашата совест, ќе разберете нешто од стравотиите на гревот, неговата сила, неговата вина, значи вината што доаѓа со гревот, и беда, и ќе почнете да се згрозувате од него. Сеќавате, ова веќе го погривме во Римјаните 7.9, Павле вели, што е тоа будење на совеста со посредство на законот. Римјаните 7.9, јас живеев некојаш без законот, но кога дојде заповедта, гревот оживе и јас умрев. Значи, со посредство на законот, Светиот Дух делува за да ја разбуди совеста, за да укаже на незината грешност. И тоа води, предизвикува вистинско осведочување за грев. Што вели понатаму цитатот? Ке сватите дека гревот ве одвоил од Бога, дека сте под власт на силите на злото, че дека сте робови на гревот. Тоа го вели нели Павле во 7.14 Римјаните, и тоа го покривме, зашто знаеме дека законот е духовен, а што вели, а јас сум телесен, продаден под грев, роб на гревот. Знаеме, таквиот човек не може ништо да прави. Робот прави тоа што ќе му се каже.
Гревот е тој кој што владее. И потоа, нели, Павле во следните стихови од 14 подолу ја опишува таа борба што тој самиот ја водел. Се предпоставува, јас сметам дека тоа е негово лично искуство и така убаво го запишал, како сака, има желба, која веќе е осведочен, која сваќа што прави, дека го крши законот, сака и има желба да прави добро, ама не може. Не наоѓа сила за тоа. И го прави она што не го сака. И Елен Вајт продолжува цитатот од таа иста глава, вели, колку повеќе се борите да се ослободите. Што се случува? Толку повеќе ја согледувате својата безпомошност. Колку повеќе напор давате, паѓате и сваќате дека сте безпомошни, дека немате вие сила да се справите со гревот. И токму тоа е целта на Римјаните 7 глава. Сеќавате како и во случајот со Аврам требало да наполни 99 години. Да не може веќе да му се умртвини органите и негови и на Сара. И дури тогаш требало да свати, да изгуби надеж тотално во себе, дека ќе добие син по ветување, дека треба само да верува на словото, на ветувањето што Господ му го дал. А не Елиезар, жив да е и здрав, Исмаел, знаете подоцна кој му вели. Значи, тоа е Римјаните 7 глава. Тоа е целта, да сватиме дека самите не можеме да се спасиме, да дојдеме до таа точка на целосна безпомошност. И тогаш ќе се свртиме кон Бога со цело срце, ќе побараме спас во Него, затоа што само Тој има сила да не спаси. И да го промени нашето срце, да не направи свети. И сега, кога доаѓаме до еден таков заклучок, испаѓа дека е многу лесна работата. Па не е до нас. Господ ќе заврши се. Господ е тој кој што спасува. Но во таа смисла е лесно, но знаете што е тешко? Тешко е тоа да Бог не доведе до сознанието на оваа голема вистина. Тука е проблемот. Рековме минатата вечер, тоа е најголемиот проблем кај човекот, кај грешниот човек. Да свати дека тој ама баш ништо не може. Нема потреба да се труди во врска со спасението. Значи, доведувањето до таа точка, до познание на таквата една наша состојба е тешкото. Потоа е веќе лесно кога ќе сватите дека вие не можете. А зошто е тоа така? Од мали не учат така? Дека нели не постои ништо што човек не може да го направи. Ако има доволно, значи сили, ресурси, пари, средства, така натаму, и време, и така натаму, може. Ако читаме низ историјата, ќе видиме разноразни случаи со тоа како човекот постигнал се и се што. Телевизија, рекламите, пораките што не ги праќаат. Што кажуваат? Секојаш ни се представува некој херој. Дали е тоа некој супер војник, супер адвокат, детектив, не знам, по филмови и така натаму. Се може човекот. И сето тоа ја подпалува таа мечта и кај нас, дека и ние можеме. И, знаете, тука посебно предначет американците, посебно во филмовите, нели, Холивуд, тие си секојаш тука суперхероите, тие секојаш ја спасуваат земјата од уништување и така натаму. Ама тоа е само на филм. И точно е дека човекот совладал и решил огромни проблеми, направил неверојатни работи. Но има една сфера во која што човекот е немоќен. Тој може да го промени токот на некоја река, да речеме, се прават сега 300 чуда, кинезите поготово видите што прават за кратко време. Мостови, тунели, не знам што се не. Неверојатни се, како мравки ситни, ама вредни. Да срамнат цела планина, да совлада голема армија, човекот може. Но не може да го промени своето срце. Тука човекот е немоќен и самиот да стане праведен. Ништо не може тука човекот. И минатиот пат спомнавме, можете вие да чувате тигар од малецок и да го истренирате, така да го научите на некои финти, но внимавате, тоа е тигар, така да не можете вие да направите од тигрот јагне. Тој е сепак тигар, не можете да го смените, не можете да смените неговата природа.
Можете некоја грмушка да ја оформите, да, нели живи огради и така натаму, да и дадете некоја одредена форма, но не можете да направите од грмушката јаболко, да ја раѓа јаболки. Невозможно е. Во тој правец и човекот, значи, може да победи одредени навики, да прикаже некоја привидна слика на праведност, да кажеме, во животот. Но не може да го смени своето зло срце и да направи добро срце, тоа е невозможно. Но, како што кажав, никој не научил на ова. Па дури ако се сетам јас на 97-ма, кога ги Браделчо, сега спомнат неговото име, ма не беше само он, тогаш општо беше познато, така не учија, никој немаше да ни каже како тоа. Значи, треба да се држи законот, треба ова заповед, треба тоа, сите 10 заповеди, се треба да се држи. А како? Тоа не го научивме. И во училиште така не учат, такво и образованието така не учеа, мислам, и ги учат децата. Целокупното обкружување не учи во погрешен правец дека можеме да го решиме проблемот. И токму затоа е најнапред е потребна таа реедукација и поинаков пристап до проблемот, ако сакаме да го решиме. Не е доволно само да знаеме што е добро и да посакуваме да го правиме тоа. Туку мора да знаеме и како. Затоа што знаете, ако се обидувате да правите нешто добро, но на погрешен начин, тоа беше резултатот. Знаеме каков ќе биде. Но ако Господ може да не научи на тоа, тоаш кој е проблемот? Каде е проблемот? Знаете како не учи тој? Со тоа затоа што знае колку сме тврдоглави, знае колку тешко ја учиме таа лекција, со тоа што ќе не остави да правиме на свој начин. Како Аврам. 25 години поминале. Ќе не остави да правиме на свој начин. Ќе удриме нашиот зид. Ќе не доболе главата, нели? И друг пат, уште посилно, ќе удриме уште поише. Трет пат, четврт, пети пат. Се дојка не дојдеме до тоа сознание, до таа состојба на безнадежност. Да, тоа е битен, значи, тој момент. Но знаете, ние не се даваме толку лесно и само се повеќе и повеќе напор. И на тој начин, знаете, може да се случат само две нешта. Прво, ќе пробувате доволно, долго и напорно, и откако нема да успеете, ќе заклучите дека не е можно да победите и ќе се задоволите со тоа, со таквата состојба, ќе си продолжите да си живеете како што си живееле. И ќе извадите наука, во која што се вели дека ќе си грешиме ние до крајот, доека Исус не дојде. Тоа е реалноста, не можеме. Сме пробале. Тоа е едното нешто, едниот исход. Но вториот, откако ќе се разочараме во себе, откако сме пробале, и ќе паднеме во безнадежност, нема да се предадеме. И нема да речеме не е можно, туку тогаш ќе се свртиме кон Бога, токму во таа наша безнадежност. Тоа Бог го чека. Тој момент. Значи, самата борба и онаа борба што е опишена во 7 глава Римјаните, има смисол. Има своја цел. Не дека ние можеме да ја добиеме победата, оти тоа не е можно, туку да сватиме дека не можеме и да ги смениме нашите размислувања, нашите концепти за нештата. И вие продолжува Елен Вајд понатаму во патот кон Христа и вели, колку повеќе се борите да се ослободите, толку повеќе ја согледувате својата безпомошност, што веќе го прочитавме. Вашите мотиви се грешни, вашето срце нечисто, ја разберете дека вашиот живот бил полн со себичност и грев, ке копнеете за простување, за очистување, за ослободување. Складност со Бога, сличност со Него, што би можеле да направите за да го постигнете тоа? И ова е наистина една совршена слика на оно што го видовме со човекот опишан во Римјаните 7 глава. И јасно ни укажува на тоа дека таквиот човек се уште нема примено
простување, затоа што го нема мирот, бара очистување, мир, спокој на душата. Продолжува понатаму цитатот од Патот кон Христа. Вам ви е потребен мир, небесно простување и мир и љубов во срцето. Тоа не може да се купи со пари, да се постигне со разум. До тоа не се доаѓа со мудрост. Не можете да се надевате дека кога и да е, тоа ќе го обезбедите со своите собствени напори. Јасно и гласно. Ни разум, ни мудрост, ни пари не помагаат. Јасна е сликата, дека сами не можеме. И понатаму продолжува цитатот, сега овој убав дел. Но Бог тоа ви го нуди како подарок. Без пари и без плаќање. Исаија 55:1. Сето тоа е ваше, ако само ја подадете раката да го земете. Господ вели повторно во Исаија 1:18, ако вашите гревови се како скерлет, ќе станат бели како снег. И ако сте црвени како пурпур, ќе станат како волна. И Езекиел 36:26, и ќе ви дадам ново срце и нов дух ќе ставам, ќе вдахнам во вас. Подарок! Изгледа многу лесно и едноставно, нели? И сега пак, мора да го потенцираме овој дел, затоа што е битен, затоа што тешко се учи. И тогаш зашто мнозина не успеваат? Ако е тоа подарок и само треба да пружиш рака и да го примиш. Значи, проблемот е во разбирањето на самата природа на проблемот. Мораме да бидеме да бидеме доведени во ситуација да можеме да го примеме подарокот. Како што тоа го видовме во случајот со Аврам. Во безнадежна ситуација во која што не преостанува ништо друго, туку да завапиме кон Бога. Тогаш сме спремни да го примеме подарокот. И продолжува цитатот, вие сте ги признали своите гревови, во срцето сте решили да ги отфрлите. Сте донели одлука да му се предадете на Бога. Па зарем тоа Римјаните 7:18 не го кажува, што вели Павле таму? Дали е доволно само да му се предадете на Бога? Да донесете одлука. Знаете кога често пати повикуваат проповедниците од говорница кога има пред се евангелизации. Ајде кој сака да му го предаде срцето на Христа. Но не е тоа доволно. Што вели Римјаните 7:18? Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, вели Павле, односно во моето тело. Зашто желба за добро има во мене, но и не е и сила да го правам тоа. Нели одлучил, има желба, човекот има желба да прави добро. Ама нема сила, нема кој да му каже, кај да ја најде силата. Како да се обедини со Христа. И вели сте донеле одлука да му се предадете на Бога. Појдете сега кај Него. И овде мора да го илустрираме ова со една многу убава илустрација. Исто како што младата девојка, односно невестата, приоѓа на олтарот за да му го посвети својот живот на идниот сопруг. Местото на средбата е крај олтарот. Местото на средбата и наша со Исус Христос е крај олтарот. Олтарот земен од светилиштето во дворот на светилиштето, символизирајќи го крстот. Тука мора да се сретнеме, мора да ја направиме оваа средба со Исуса Христа. И тоа мора ние да го направиме, не може некој место нас. И мораме да бидеме одлучни, а не да се мислиме, ќе се мажам, нема да се мажам, ќе се мажам, нема да се мажам. Сега низ оваа илустрација, нели, на девојката. Мора одлучни да бидеме. Вели, молете го да ги измие вашите гревови и да ви даде ново срце. Како што невестата доаѓа на олтарот на венчавката и му го предава својот живот на момчето, нели? И овој неговиот неизе. Така и ние треба да направиме трампа со Христа, да му го предадеме нашиот живот, нашиот извалкан, никаков, таа валкана облека и да го приеме неговиот. Но не да бараме само да му предадеме дел од срцето. Знаете, често пати ќе кажеме, мислам скоро некој тука спомна, Господе, помогни ни, така беше некој речено, барем по една мана на ден да победуваме. Ки си играме со гранките на дрвото.
Кастрате, колку сакате, пак ќе тера тоа. Проблемот има свој корен, нели? Зборуваме. И сега забележите го следното. Че Господ го бара целото срце. Потоа верувајте тогаш дека тој тоа го прави затоа што така ветил. Поверувајте дека ќе биде така, затоа што тој така ветил. Тоа е неговото ветување. Еве, новата поука ќе не биде, веројатно ќе опфаќа многу од се тоа што го зборуваме. И овој дел мора да го истакнеме повторно. Истата слика со невестата е преубава. Значи, невестата му го предава своето срце на момчето и каква има сигурност таа? Таа се фаќа само за неговиот збор, така ли? Од кај знаеш што ќе биде понатаму? Не знае, ама му верува, се фаќа за неговиот збор. Тој ја сака, ветува дека ќе го усреки животите, така натаму, секи биде во ред, ќе се грижи за неа и во зло, и во добро. Значи, таа го има само неговиот збор. И сега знаеме како бива во светот. Меѓутоа, ние го имаме од другата страна Христос. Дали Бог лаже? Да, мнозина биле изневерени во овој живот. Невести, момчиња и така натаму. Но дали Бог лаже? Бог не лаже. Бог ветил и кога ветил, тоа е тоа. Ние само треба да веруваме дека така и ќе биде. Значи, вие му го предавате животот на некој кој што никогаш нема да ве остави, никогаш нема да ве изневери, никогаш не лаже. Тоа е лекцијата, вели Елен Вајд, што Исус ја поучува додека бил на земјата. Која е лекција? Еве која, ние мораме да веруваме дека навистина го примаме дарот што Бог ни го ветил и тоа што е наш. Тоа е верата. Исус ги исцели луѓето од нивните болести кога тие верувале во неговата моќ, им помагал во она што можеле да го видат, за да ги потникне да веруваат во она што не можеле да го видат. Еве ги тие два степени на вера за кои зборувавме. Тој ги водел да поверуваат во неговата моќ за простување на гревовите. Знаете, исцелувал, често пати го поставуваме тоа прашање што е полесно. Самиот Исус рекол таму. Да Господ ве исцели или да ви ги прости гревовите? И оваа лекција мора ние да ја научиме. Вели, таа лекција Исус ја поучувал додека бил на земјата. Токму таа лекција. Од едноставните библиски извештаи за тоа како Исус ги лечил болните, можеме да научиме нешто и за тоа како треба да веруваме во Него, за да можеме да добиеме простување на гревовите. Токму од тие лекции. И затоа ќе разгледаме малку во кратки црти, вие кои сме го разгледували, случајот на парализираниот кој што чекал да се разбранува водата во бањата во Витезда и колку бил 38 години фатен. Сиротиот страдалник бил сосема безпомошен. Не се служил со нозете околу 38 години. И што му вели Исус? Му наредил стани, земи ја својата постела и оди. Не, веруваш ли или ова и она? Не му поставил такво прашање. Стани, наредба, земи ја својата постела и оди, Јован 5.8. И болниот можел да каже, вели цитатот, Господи, ако ме излечиш, ќе го послушам Твојот збор. Но не, тој им верувал на Христовите зборови. Верувал дека веќе е излечен и веднаш се обидел да оди. Сакал да оди и одел. Го сторил тоа според зборовите на Христа и Бог му дал сила, бил излечен. Ме подсеќа ова на искуството на Дейвид Гейтс. Се сеќавате како ги примал оние шамари или како Господ го доека барал Господе дај милион и пол долари како беше за телевизијата. И како беше она предупредување на кратко, доста бараш. Почни да благодариш. Што? Дека си ги добил. Не ги гледаш, не ги нема никаде. Почни да благодариш дека си ги добил. И знаете како последна прилика толку пари ќе му стигнат. Колку што биле потребни. Тоа е Бог. И вика, сега цитатот, опишувајќи ја состојбата на овој фатен во Витез, да вика, и вие како грешници сте во слична положба. Како него. Зошто? Човекот бил роден
за да оди, за да ги врши, нели, да ги изврши сите животни работи, потреби, обврски, но бил целосно немоќен во тоа. Бил под власт, под робство на болеста која што го мачила 38 години. Исто и ние. Зошто не можел да оди? Затоа што бил фатен. Заради неговата состојба не бил во состојба да оди. На ист начин ние не можеме да правиме добро и да произведуваме праведно самите од себе заради тоа, заради состојбата во која што сме, заради тоа што сме. Не можеме. Кај него господарила болеста, апсолутно, кај нас греот. Тој бил роб на болеста, ние на греот. Тоа е сличноста на која што сака да укаже овде Елен Вајт. И овој човек морал да биде доведен во состојба на крајна безнадежност. Замислите толку години, 38 години да висиш тамо на тоа место крај бањата и да чекаш кога ќе се разбранува водата, нели така верувале, така било верувањето, и да има некој да ве однесе и да ве тогаш да ве избања во водата и ќе станете и ќе бидете здрави. Никако да се случи тоа, секако. Имало посилни од него, тој не можел да мрдне едноставно, парализиран. Морало да дојде во една безнадежна состојба, за да одговори вака на повикот на Исуса. Болниот можел да каже: Господе, ако ме излечиш, ќе го послушам Твојот збор. Да, тоа го прочитавме. Сакаш ли да бидеш здрав? Повикот од Исуса. И ова го привлекува неговото внимание, вели Елен Вајт сега во Копнежот на вековите. Во неговото срце се родила надеж. Чувствувал, значи, веќе е безнадежен човек. 38 години, замислете си. Чувствувал, и сега се раѓа надеж во тој повик. Сакаш ли да бидеш здрав? Како да не сака? Кој не сака? Чувствувал дека на некој начин ќе добие помош. Меѓутоа радоста бргу исчезнала. Зошто? Се сетил колку пати се обидувал да стигне до базенот и дека сега има малку надеж, оти ќе преживее доека малку надеж дека ќе преживее доека водата повторно не се замати. Уморно се свртил и рекол: да, Господине, но нема човек кој би ме спуштил во бањата кој ќе се замати водата. А ја доека да дојдам, пред мене некој ќе стаса. Друг. Исус не барал, вели, од овој страдалник да покаже вера во него. Едноставно му рекол: стани, земи ја рогозината и оди си. Меѓутоа, верата на овој човек се фатила за тој збор, тоа што го кажал Исус. Секој нерв и мускул затреперил со нов живот, а низ неговите парализирани органи проструило здравје. Без колебање ја активирал својата волја да ја послуша Исусовата наредба и сите негови мускули одговориле на неа. Скокнувајќи на нозе, утврдил дека станал човек полн со сила. Исус не му дал никакво ветување за божествена помош. Човекот можел да се посомнева и да ја загуби единствената прилика за оздравување, но му верувал на Христовиот збор и постапувајќи така добил сила. Еве, сликовит пример на тоа што е вера. Тоа е верата, фаќање за Божиот збор. И сега во патот кон Христа Елен Вајт вели: и вие како грешници сте во слична положба. Вие не можете да се покаете. Внимавајте, два аспекти спомнува од проблемот. Вие не можете да се покаете за гревовите од минатото. Тоа е едно. Второ, не можете да го промените своето срце и не можете себе си се направите свети. Тоа се сведува под второ. Значи, не можеме ништо да направиме во врска со нашето минато и не можеме да направиме ништо во врска со нашата состојба. Но, цитатот вели: но Бог ветува дека сето тоа ќе го стори за вас преку Христа. Кој е тоа? Ќе го реши проблемот и со минатото и со состојбата. Тој ветил. И сега пак велиме, па многу лесно, зарем не? Но што е оно што е потребно на наша страна? Вели, вие мора да верувате во тоа ветување. И кажавме, Господ не лажи, не е можно
Знаете ли, што би се случило со целата Вселена и целото негово владење, ако тој излаже или ако не достои до својот збор? Па тој има сега се сруши. Хаос ке настане. Не е можно. Целото Божие царство зависи од неговиот кредибилитет и интегритет. Мораме да признаеме, да ги признаеме своите гревови и да му се предадеме на Бога. Мора да сакате да му служите. И штом го, како што сакал овој да стане, станал, сакал, станал и почнал да оди. И штом го направите тоа, Бог ќе го исполни зборот што ви го дал. Ако верувате во ветувањето, верувате дека гревовите ви се простени и дека сте чисти, Бог така прави. Вие сте излечени исто како што Исус му дал сила на парализираниот да оди кога тој поверувал дека е излечен. Така е штом верувате во тоа. Значи, ако верувате во ветувањето, не дека Господ ќе ви ги прости, не, веќе ви се простени. Верувате дека гревовите ви се простени. И дека сте веќе чисти. И вели, не чекайте да почувствувате дека сте излечени. Немојте да се базирате никогаш на чувства, поготово во оваа сфера. И јас можам самиот да кажам и денеска, остануваат тие чувства, знаете, кога бев крштен во Куманово 97 на 8 март. И кога ми делеат цвеќе после крштувањето, викав, мисто ја да давам, сад мене ми дават, добре. Така се погоди 8 март. Значи, оваа година наполнив 24 години од крштувањето, 24 години после Христа и 24 кома нешто пред Христа. На пола. Тука сум некаде. И да, сакам да го спомнам тоа чувство, леле, како да, знаете, тоа трае 2-3 секунди. Винко ме крштеваше. И стануваш после како да си чист, онака чист, како да си перен во не знам каква машина, тамо не знам со какви детергенти. Но тоа е само чувство. Вели, не чекайте да почувствувате дека сте излечени, туку речете, верувам, тоа е така, не затоа што јас тоа го чувствувам, туку затоа што Бог така ветил. Се е до верата. И гледате, со вера започнуваме да одиме по тој пат, со вера и продолжуваме по тој пат. Ево што овој цитат. Со истата вера и ние можеме да примеме духовно исцелување. Поради гревот сме се одвоили од животот во Бога. Нашите души се болни од парализа. Како овој парализиран? Парализирани сме од гревот. Сами не сме во состојба да живееме свет живот, повеќе отколку немокниот човек што можел да оди, односно не можел. Мнозина сваќаат својата беспомошност и копнеат за таков духовен живот, што ќе ги доведе во хармонија со Бога, но попусто се трудат да го постигнат. И тогаш во очај тие викаат, беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело? Павле. Римјаните 7:24. Овие безнадежни луѓе што се борат, нека погледнат горе. Спасителот се наведнува над оние што ги откупил со својата крв, прашувајќи ги со неискажлива нежност и сожалување, сакаш ли да бидеш здрав? Сакаш ли бидеш очистен? Тој ве повикува да станете здрави и спокојни. Не чекајте да почувствувате дека сте исцелени. Верувајте му на неговиот збор и тој ќе се исполни. Својата волја ставете ја на Христова страна. Одлучете да му служите и живеејќи според неговото слово, ќе примите сила. Колку и да е лоша навиката и голема страста, што со долгото попуштање ги врзала и душата и телото, Христос може да ги одврзе. Тој копне да ги ослободи. Тој ќе ја даде живот на душата, која е мртва поради своите престапи, Ефесјаните 2:1. Тој ќе го ослободи робот, што го држат слабостите, несреќите и синџирите на гревот. Овој завршен цитат беше од Копнежот на вековите. Прекрасна, ова вистина е прекрасна, но повторно мора да нагласиме дека проблемот не е проблемот, значи едноставно е спасението, тоа е дар. Бог ви го дава, вие само треба да пружите рака, ама проблемот е да се најдеме во таа ситуација, да бидеме спремни да го примеме дарот.
А тоа е да дојдеме до таа безпомошна ситуација. Како што вели тамо Римјаните 4 глава за Аврам, од минатиот пат читавме 17-18 стих, некаде беше без надеж имаше надеж, се надеваше во она што Бог го ветил, што го кажал. И така го доби Исак, синот на ветувањето. И пак ќе повторам, ова е силна мисла. Се додека имаме и трунка надеж во себе, нема да можеме победиме. Треба да изгубиме целосно надеж во себе. Значи, тоа е тоа нешто спротивно од она што денес светот учи. Направи сам. Ти можеш, ние можеме, имаше кампања, нели таму. И во Македонија, мислам, имаше во Америка. Yes, we can, како беше. Значи, тоа е светот. Не, во оваа сфера ние не можеме ништо. Точка. Нека му е слава на Господа. Амин. Боже и Господе, Ти благодариме за оваа прекрасна вистина. Ти благодариме, Господи, за тоа што си стрплив кон нас. Чекаш да паднеме толку ниско во безнадежност, за да ја научиме таа тешка лекција, дека ние не можеме. И дека целосно треба да се свртиме кон Тебе, да завапиме кон Тебе и да побараме помош, затоа што силата е само во Тебе. И само со Тебе можеме, и само Ти можеш да ни помогнеш. Многу едноставно, но сепак тешко, токму заради таа природа што ја имаме. И токму заради тоа што не е ставено во главите дека можеме, дека мораме, дека треба да бидеме подобри, треба да бидеме најдобри и така натаму. И тоа го пресликуваме и во нашиот духовен живот, никако да научиме дека тука не можеме најдобри да бидеме. Не можеме сами од себе ништо. Најдобри ќе бидеме само со Тебе, со Твоја помош. Затоа, Господи, нека пребиваат и понатаму во нашиот ум овие зборови, оваа прекрасна вистина и не треба ништо, кој знае што, патот кон Христа со нас, да читаме и да медитираме под наводници над тие стихови, над тие цитати, на таа вистина и тие вдъхновени зборови што си ни ги дал преку сестра Елен Вајд, а самата книга се разбира изобилува со стихови од Светото Писмо. Води не во оваа нова седмица пред нови искушенија и предизвици, но со Тебе, Господи, можеме се и не треба од ништо да се плашиме. За сето Твое водство, сето Твоја грижа, за целата Твоја наука, за Твојата стрпливост да не учиш и да не научиш на оваа жива вера, ние сме Ти неизмерно благодарни во Христово име. Амин.